да се похвалам, освен со моите слабости. Ако пак посакам да се хвалам, нема да бидам безумен, зашто ќе кажам истина. Но јас се воздржувам, да не би некој да помисли за мене повеќе, отколку што во мене гледа или од мене слуша. И за да не се превознесувам со премногу откровенија, во телото ми се даден ангел сатанин да ме боцка по лицето, да не се превознесувам. Затоа 3 пати го молев Господа да го отстрани од мене, но он ми рече: достатни е мојата благодат, бидејќи мојата сила наполно се покажува во слабоста. Затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите неволјки, за да се вседи во мене силата Христова. Благослови го, Владико, благовестителот на светиот апостол и евангелист Матеј. Говорите на светия славен, зеквален апостол евангелист Матеј, стапила без Бога благовестила со голема сила за исполнување на Евангелијата на својот звести, Господ наш Исус Христос. Премудрост простом да го изслушаме светото Евангелие. И се чита од светото Евангелие според Матеја. Она време дојде Исус во земјата на Кесарија Филипова и праша учениците своји им рече: за кого ме мислат луѓето мене, синот човечки? Тие одговорија: едни за Јована Крстител, други за Илија, а некој за Еремија или за еден од пророците. Он им рече: а вие за кого ме мислите? Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече: блажени си ти, Симоне, сине Јонин, оти тело и крв не ти го открија тоа, а мојот Отец кој што е на небесата. И јас пак ти велам, ти си Петар, и на тој камен ќе изградам црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеа.